Добре дојавте, почитувани гледачи, во уште едно видеоиздание, интервју на порталот Работник. Денеска со нас е професор доктор Лазар Јовевски. Ви благодарам за тоа што се одзвавте на поканата, професоре. Ми благодарам најнапред за поканата и секогаш ми е чест и задоволство кога можам да споделам одредени информации, одредени размислувања, особено за вашиот портал, кој што е доста актуелен, познат и кој што допира многу интересни теми. Професоре, вие како експерт во повеќе аспекти, конкретно во трудовото право, како гледате на противзаконските акти кои што одредени институции ги превземаат кон работниците? Па, за жал, проблемот или појавата на незакони или беззаконие од страна на одредени работодавачи, без разлика дали се во стопанството, во бизнис секторот или пак во јавниот сектор, секогаш ги примам со одредена резерва, секогаш ги примам со незадоволство, со жалење, затоа што секое прекршување на права од работен однос е всушност има подлабок ефект, не е само злоупотреба или прекршување на право кон работник, туку тоа се рефлектира негативно на подлабок и кон работодавачот, а секако и кон општата атмосфера во државата, во општеството, во однос на трудовите прашања. Сето тоа влијае на општата клима и свест кај нашите граѓани, дали Македонија е функционална во делот на трудот, во делот на пазарот на трудот или не. И тоа е веројатно една од причините каде што голем број на луѓе како незадоволство го манифестираат со заменување од земјата токму заради прекршување на правата од работен однос. Дали според вас законот за работни односи доволно го заштитува синдикалниот лидер во врска на синдикалното движење и она кое што би требало еден лидер да го има и да го применува? Дали мислите дека со тој закон доволно е заштитен синдикалниот лидер? Па видите, Горан, во актуелниот закон за работните односи постојат одредени одредби кои што го штитат синдикалниот представник или како вие велите синдикалниот лидер, секако и во општиот колективен договор од приватниот сектор за стопанството има одредени аспекти на заштита и во останатите колективни договори. Меѓутоа, знаете што јас константно укажувам на еден интересен феномен кој што се случува кај нас. Првото нешто е тоа што вие го поставувате дали таа заштита законска и во делот на колективните договори е доволна. Меѓутоа, каква и ние заштита да направиме и во новиот закон за работните односи кој што е во тек и во изготвување од страна на Министерството, верувам дека ќе дојде и пред пратениците за некое време, многу е важно дали ние всушност ќе разбереме и ќе сватиме дека заштитата на синдикалниот представник е нешто што е повторно во интерес не само на синдикатот и на вработените, туку и на работодавачот и на државата. Прашањето за практичната примена на одредбите од законите и колективните договори е многу важен аспект во функционирањето на правната држава и владењето на правото. Ако ние немаме практична примена и колку и да се идеални нормите во законот, ќе имаме проблем во пракса. Но, бидејќи поставувате едно интересно и би рекол до некаде и деликатно прашање во однос на заштитата на синдикалните лидери, морам да ви кажам дека во овој контекст приказната има секогаш две страни. Не смееме како општество, како држава да дозволиме, како стопанство, како јавна управа, да дозволиме да одредени синдикални представници кои што злоупотребуваат права, кои што не се на нивото на задачата и кои што штитат или протежираат лични интереси, да ги штитиме по секоја цена, а од друга страна не смееме да дозволиме синдикалните представници и лидери да бидат народски кажано шиканирани, да бидат изложени на мобинг, на дискриминација, на беззаконие, на незаконити откази и слично, само затоа што си ја вршат својата синдикална работа. Законот ги штити од отказ, например, но во пракса што се случува? Голем број на синдикални лидери добиваат отказ, па потоа преку судските инстанции треба да докажат, и тоа најчесто го прават, дека отказот кој што го добили од работодавачот е без основа, односно незаконит отказ. Меѓутоа поминуваат година, 2, 3, се трошат време, пари, а јас ви кажал и нерви. Тоа не е добра порака која што ја праќаме, особено во овој контекст треба да се внимава во јавниот сектор, бидејќи таму веќе самиот концепт на пресметување со синдикалните представници и лидери веќе добива друг поинаков призвук, најчесто се замешани одредени политички мотиви, односно како основ се и политичката дискриминација. Имаме ни информации, сигурно и до вас стигаат сите тие информации, дека синдикални лидери се деградирани, дека се случуваат спречување на уплати на членарина за синдикалната организација, дека се случуваат прераспределби кои што се противзаконски на поголема дистанца и слично.
Дали некаде е реагирано до сега за овие злоупотреби? За жал, јас исто така ги имам слушнато овие информации и би рекол не само слушнато, туку и во одредени конкретни ситуации сум добил подетално информирање што се случува и како се случува. Како професор по трудово право, тие феномени ги истражувам. И за волја на вистината морам да ви кажам дека овој проблем не е од вчера, не е од пред година, 2-3. Ова се провлекува низа години наназад, би рекол и повеќе од деценија, каде што, особено во јавниот сектор, без разлика на политичките елити, кој како всушност раководи со одредени сектори, ресори или слично, некако како да има желба да се пресметува со синдикалните лидери. И тоа било и во минатото, и во 90-тите години, па го гледаме и денес. За жал, и јас апелирам во оваа прилика, ја користам Горане оваа можност преку вашиот портал да укажам дека ова навистина треба еднаш за секојаш да престане. Значи, секој кој што не го почитува законот, тоа е вработен, без разлика во кое својство е во работниот однос, треба да сноси одредени последици. И тоа законот го укажува и сегашниот и идниот, верувам. Но ако нема одредени основи да се манифестира, би рекол, од една дискриминација од позиција на сила, тогаш не треба да се прави тоа. Ме разбирате? Така што, како општество треба во овој дел да созреваме. Тоа е мојот увид до сега. Моментално се наоѓаме во пандемија, предизвикана од коронавирус. Да, со маски сме. Да, веќе сме насекаде со маски. Дали се случува таа дискриминација која што ја спомнувате во овој период повеќе, позасилена? Е намалена можеби? Како гледате на... Интересно прашање. Самата дискриминација како феномен не е поврзана со состојбите, нели, од аспект на дворешно влијание, времето или одредени епидемии и слично. Меѓутоа, многу интересно дали самата тоа што видите, самата пандемија иницира одредено зголемување на дискриминацијата. Па веројатно има аспекти каде што пандемијава на COVID-19 влијае негативно или катализаторски, забрзувачки на одредени процеси на дискриминација. Еве сега се донесе и законот за заштита спречување од дискриминација. Верувам дека се заокружува одредена рамка во македонскиот нормативен простор по ова прашање и дека за скоро многу ќе имаме еден нов бран на постапки за заштита од дискриминацијата, без разлика дали се иницирани од лично нетрпение помеѓу некого или самиот COVID-19 предизвикува кај луѓето одредени аспекти на зголемен обем на дискриминирање. Дали можете да ни кажете што мислите во врска со ревизија на Законот за безбедност и заштита при работа? Станува збор за еден многу важен закон од аспект на работните односи и трудовото право и еве во оваа пандемија се покажа колку е важно да ние всушност имаме добра законска рамка која што, повторувам, по два ќе се применува соодветно, адекватно, директно, ефикасно во пракса. И моето размислување не е од денес и во врска само со ова ваше, инспирирано од ова ваше прашање, размислував долго време на оваа тема. И лично сметам дека дојдено е времето, како што дојде времето да се менува и законот за работните односи, дојдено е времето и да се направи одредена ревизија, само треба да се види во кој обем и кој формат, и на законот за безбедност и здраве при работа. И всушност јас лично имам став и по однос на ова, а тоа е дека дефинитивно дојде времето да се зафатат со поголеми измени во делот на безбедност и здраве при работа. Тој е донесен во еден период кога имаше други услови и економски, би рекол, и здравствени, и политички, правни и така натаму. Правото, трудовото право особено е динамична област и материја и бара да нормата, законите, одредбите го пратат духот на времето. Ова што се случува сега дефинитивно индуцира промени во законодавството и во делот на Законот за работните односи и во делот на Законот за безбедност и здраве при работа. Професоре, ви благодарам за одвоеното време, фала ви за исцрпните одговори. Се надеваме дека дел или сите овие одговори ќе допрат онаму каде што се упатени, каде што е потребно да се слушне и се надеваме за понатаму за добра соработка. Ви благодарам уште еднаш, навистина ми беше задоволство и морам да ви кажам уживав во разговорот, со леснотија мислам дека можеме вака да разговараме и тоа е за мене подстрек да всушност се трудам повеќе да допирам преку ВАКС и другите медиуми што повеќе до граѓаните, да јакне свеста, да се променуваат одредени навики и да зрееме сите како општество, особено во делот на трудот. Благодарам. Почитувани гледачи, се надеваме дека уживавте во ова кратко интервју. До нашето наредно гледање,
Бидете во добро здравје. Поздрав!